Почитувани, по 5 дена од стартот на учебната година не се смирува стресот што го предизвикаа во основното образование новата Кембридж програма. Учениците збунети слушаат што им се предава. Во солзи се враќаат дома. Родителите ги причекуваат во страв за нивното здравје и неизвестниот успех. Наставниците креваат раменици. Не знаат како да го објаснат нелогичното инсистирање на реформата. Годинава власта успеа да ја протурка во наставните програми со обука на наставниците, како што се пофали Бирото за образование од цели 2 дена. Уште од прво оделение почна со физика, хемија, биологија преку предметите природни науки. Првачињата учат да бројат до 100, да собираат и одземаат во парови, да читаат и да пишуваат. Но училиштата ги немаат потребните помагала. Тоа се најразлични сложувалки, домина, јажиња со монистри, што треба да придонесат учениците да учат низ игра, кога веќе им се воведува ваков систем за учење уште во најраната возраст. Посебни проблеми прави наставата за учениците од 2 и 3 оделение. Годинава тие треба да знаат читање, пишување и да пресметуваат до 100 за да продолжат понатаму. Но ги немаат овие знаења. Тие минатата година учеле по друга програма. Малку е стресот од екстерното тестирање, што од оваа година стана задолжително од 4 оделение. Ништо не значат бројните апели од психолози дека оваа власт акумулира непоправливи последици во психата на децата, на кои од 9 години им се потат рацете, имаат аритмии, притисок, се онесвестуваат. Не достигаше уште најновата Кембридж импровизација. Оправдувањето за овој потек во основното образование се споредби со наставните програми во Велика Британија. Пошто е слична Македонија со Велика Британија? Прво, системот е различен. Основното образование таму почнува од 4 години и завршува на 11 години. Второ, Велика Британија просечно инвестира по 54.000 фунти по ученик. Трето, и покрај тоа, на меѓународните истражувања по предметите читање, пишување и природни науки, Британија е зад Финска, Норвешка и Полска. Дури и со вакви можности, самата експертска јавност во Велика Британија оценува дека другите земји имаат подемократски пристап кон знаењето и можностите. Клучот за успехот во образовниот систем не е во зголемениот број на часови и предмети. Не е во притисокот врз учениците и наставниците. Туку е во ефикасна настава од добро обучени наставници, а не од партиски кадри на ВМРО ДПМН, што ги потиснаа професионалците во училиштата. СДСМ се заложува за издржани проекти, изведени низ интеракција помеѓу учениците, родителите и наставниците, со цел да се одговара на реалните потреби на учениците. СДСМ порачува, без водење на инаед, да се гради систем на вредности во образованието. Благодарам.